20 часот и 30 минути следува најновото спортско издание на емисијата Спорт Плюс. Останете заедно со нас да ги проследите најновите спортски настани. Почнуваме веднаш по кратка джингл. Денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е еден од најдобрите македонски каратисти Жарко Арсовски. Жарко, добре дојде во емисијата Спорт Плюс. Добро ве најдов и поздрав за сите гледачи. Така, значи пред поводот за денешното твое гостување секако последниот турнир што се одржа во Базел, Швајцарија, таму освои 2 бронзени медали. Но пред да поразговараме за тоа, најпрво да ги запознаеме нашите гледачи од кога професионално се занимаваш со овој спорт, односно од која возраст? Професионално, значи, под професионално се јас подразбирам од кога што почнав да се занимавам како сениор, нели, инаку моите почетоци се од кога наполнив 7 години. Професионално, уште кога наполнив 18, влегов во сениорската карате репрезентација, каде што, нели, веднаш исследува и првите успеси, каде што го освоив 6-то место на Европското првенство во Москва, во Русија, и веднаш после 2 месеци станав трет на светското универзитетско првенство во Белград. И од тука видов дека можам да се мерам со големите имења во каратето и со тоа продолжив и со тоа се бавам и до ден денес. Така, зошто токму каратето го одбравте како спорт? Тоа беше сосема случајно. Имав афинитети кон секој спорт, меѓутоа едноставно тогаш беше некоја навала за карате во сосема случајно од мојот клас. Сите деца се запишаа на карате, ме повлекоа и мене. И после некое време останав само јас, затоа што видовме дека каратето е доста тежок спорт и доста е тешко да се успее. Така, значи, дали е тешко да се започне и за колку време се постигнуваат резултати со оглед на тоа што треба да ги освојуваш појасите како беа поред за да се стигне до црн? Не е тешко да се започне, но многу е лесно да се започне, меѓутоа за да се остане во овој спорт е доста тешко, затоа што самите услови тоа го налагаат, мораме да вежбаме боси, а и знаеме дека имаме во зимниот период имаме доста ладни температури, салите не се загреани. Еве сега во понови услови во нашата сала која што ние ја направивме има малку подобри услови, но сепак се уште е потешко, се уште додека да дојдеме до салата е доста ладно. За успеси тоа е веќе една друга лекција која што веќе подразбира посебен тренинг од оној тренинг што е за појасите. Значи тука треба да се вложи поголем труд, друг начин на тренирање, каде што е сосема различно од оној ученички дел во каратето. И мислам дека тоа го можат само најдобрите, оние деца што имаат доста издржлив организам и кои што се доста упорни, за да, ако сакаат стварно да успеат во овој спорт и да освојат големи резултати. Така, како што кажав и на почетокот, поводот за твоето денешно гостување е последниот турнир кој што се одржа во Базел, Швајцарија, таму освои 2 бронзени медали. Тешко ли беше да се освои? Беше доста тешко, имав вкупно 10 меча во еден ден. Освоив бронза во категорија до 84 килограми и во она мастерс категорија, каде што сите медалисти се беа вклучени во таа категорија. Значи, најдобрите од турнирот се боревме меѓу себе, успеав да стасам до полуфинале и веднаш потоа за борбата за бронзениот медал, да го освојам бронзениот медал. Доста сум задоволен од тој турнир, тој ми беше како една одскочна даска после неколку месеци каде што имав некоја спортска криза, би рекол, каде што не можев да освојам барем до бронзен медал, нели? Ова ми беше како една одскочна даска, имав 10 меча, сега се чувствувам сосема различно од тоа што бев и се надевам дека следните предизвици ќе тргнат како што беше на овој турнир. Така, имавме прилика да разговараме од кога се врати од Базел, Швајцарија. Значи, на овој турнир учествува и големи спортски карате имиња. Точно, да. Имав можност да се борам со многу од нив, со турскиот репрезентативец, посебно со репрезентативецот од Велика Британија, кој што беше трет во свет и 2 пати трет во Европа. Успеав да го победам него со голем резултат 5-1.
токму со него ја добив онаа потребна самодоверба која што ја немав до сега. Исто така се борев со англискиот репрезентативец. Имав доста тешки мечови со азербејџанецот. Исто така, тоа се тешки спортисти, многу брзи, многу експлозивни, кои што едноставно не можеа тој ден не можеа да се справат со мене, како со мене, така и со другите каратисти што бевме од Македонија. Така, до сега имате оставено голем белег во историјата на македонското карате, имате освојувано голем број први, втори, трети места. Оно што ќе го издвојам јас е во 2010 година во Белград освоивте трето место на светското првенство. Значи, еве да ни кажете кои се вашите најголеми достигнувања до сега. Па тоа се, впрочем, тоа се моите најдобри моменти од мојата спортска кариера, освојувањето на единствениот светски медал воопшто за сите спортови до сега во Белград во 2010 година, каде што имав 6 меча, 5 победи и 1 пораз кој што беше при неречен резултат 1-1 на одлучување на судиска одлука. Беше и тоа доста тесно. Едноставно тогаш, морам да кажам, можев да влезам и во финале. Среќата ја доби египетскиот репрезентативец, кој што тогаш влезе во финалето. И имав доста тешки борби. Сега, како што се сеќавам, ми беше првата борба со репрезентативецот на Кореја, втората беше со репрезентативецот од Канада, третата борба токму со репрезентативецот на Египет, каде што беше резултат 1-1. Потоа имав со светскиот првак Стефано Манискалко од Италија, го победив тогаш. Потоа имав во репесажната борба со репрезентативецот на Аргентина и за третото место го победив Русинов. Впрочем, тоа е класичен светски медал каде што имав надпреварувачи од сите континенти. Така. Значи, до сега бевте и прогласен за спортиста на Штип и во 2010 во Скопје. Со оглед на тоа што вие сте најголемите амбасадори во Македонија, значи, што значи ова за тебе? Тоа за мене представува една историја која што ќе ја паметам целиот мој живот. Се надеваме дека и македонскиот народ ќе ја памети, затоа што ние сме најголемите амбасадори. Јас, мојот брат, мојот ученик Емил Павлов и некои други каратисти и други спортисти од други спортови кои што освојуваме резултати за Македонија. Тоа е запишано во историјата на македонскиот спорт, македонската историја воопшто. По нас, некои луѓе што не се воопшто слушнале за Македонија, преку нас ја добро запознаа нашата држава и видеа дека не сме некој народ за фрлање, нели, дека можеме да парираме на било кој. Така. Во моментот сте и член на македонската карате репрезентација и секако тренер во вашиот карате клуб. Значи, колку членови број вашиот клуб? Нашиот клуб број околу 40 членови. Имаме околу 30 почетници и 10 надпреварувачи, десетина надпреварувачи, може би 15, не се добро сеќавам, кои што се надпреваруваат во јуниори и сениори, во сениорска конкуренција. За сега добро функционираме со оглед на финансската ситуација на спорт во нашата држава. Добро функционираме, се надеваме дека во иднина ќе биде и подобро. Како изгледа еден ваш тренинг, еве, за нашите гледачи да откриете? Најпрви, нели, запишување кој дошол, кој не е дошол, потоа се поклонуваме едни спрема други, почнува загревањето кое трае околу 15 минути. Потоа почнуваме техники, тактики. Тоа трае некаде околу 45 минути и останатиот дел околу 30 минути спортска борба, се менуваме секој со секој. Тренингот трае околу 60 до 90 минути. Тоа е тренингот кој што се одвива навечер. Наутро имаме кондиционен тренинг, кој што обично се одржува или на тримпатеката покрај реката Брегалница или на патот, на отворено обично. Доколку има дожд или не е добри услови за тренинг, повторно во салата правиме некои слични кондициони вежби и така.
Токму од вашиот карате клуб, значи, излезе еден од најдобрите каратисти во Македонија, тоа е Емил Павлов. Што значи ова за вас? Па, тоа значи дека покрај тоа што јас и мојот брат сме се покажале како спортисти, тоа значи дека сме се покажале добро и како тренери. Емил едноставно тргна по нашите стапки. Тој беше, од сите членови, тој беше најупорниот и некако најинтелигентниот. Тоа знаеше, ние што го покажувавме, тој тоа да го примени. Тој знаеше да додаде нешто и од самиот себе, од искуството кој што одел по турнирите, по правенствата низ Европа и светот, така да прерасна во она што сега е европски шампион, трет на Баку на европските олимписки игри, каде што се уште не застанува, се уште тренира и се уште планира да освојува големи резултати како до сега. Тоа за нас е голема чест и големо задоволство што прерасна во еден голем спортист кој што му завидуваат и спортисти од другите спортови, не само од каратето. Нормално. Значи упорноста се исплаќа. Се исплаќа на крајот, да. Кои се твоите едни планови, твоите следни предизвици? Следни предизвици, значи имам сега на 17 октомври во Салцбург во Австрија последниот турнир од Премиер лигата. После имаме мала пауза каде што ќе почнеме автоматски да се припремаме за наредната година во тој циклус за да влеземе повторно во репрезентацијата на Македонија. Тоа се турнирите во Париз, во Холандија и уште некои други турнири. Имаме Балканско првенство за да влеземе во составот на репрезентација за Европското првенство во Монпеле во Франција. Значи ќе се концентрираме на Европското првенство. Тоа ни е оној пола циклус во мај месец за Европското првенство, после Европското првенство след циклус за Светското првенство, исто како овој пред Европското првенство. И така, значи, наредната година ќе ни биде доста тешка, меѓутоа не е ни прв ни последен пат, на тоа сме навикнати и ќе одиме како што треба, како што знаеме. Така, ќе има и нови успеси, се надевам. Се надеваме, да. И за крај, еве, за идните помлади генерации, што ќе им препорачате доколку сакат да се занимаваат со овој спорт? Како што кажавме, нели упорност на крајот се исплаќа. Има во спортот, значи ако се одлучите за било кој спорт, не мора карате. Значи има моменти кога ќе се најдеш на самиот врв, а моменти кога ќе се најдеш на дното. Едноставно да не се откажуваш, да одиш по теркот по кој што си зацртал и на крајот секогаш ќе успееш. Така, Жарко, јас ти благодарам што беше дел од емисијата Спорт Плюс. Се надевам дека ќе се видиме за следен твој успех. Благодарам. Фудбалскиот клуб Вардар го освои Суперкупот на Македонија во пенал серијата против екипата на Работнички. На националната арена Филип II во Скопје се одигра Суперкупот на Македонија. По 90 минути игра и по продолжение од 30 минути беше нерешено со резултат 1:1. Актуелниот првак Вардар го отвори резултатот во 11-та минута преку Филип Ивановски, а Работнички издрмни во 47-та минута, кога капитенот Бажи Лиовски го совал Гачевски. Во пенал серијата голманот Гачевски му го донесе трофеот на Вардар. Тој ги одбрани ударите на Алти Пармаковски и Ристевски во 4-та и 5-та серија. Ова е втор Суперкуп во рацете на Вардар, откако ваков успех направија пред 2 сезони. Веќе овој викенд ќе се одигра и редовното 8 коло, каде што ќе се надпреваруваат повторно екипите на Вардар и Работнички. Во моментот на табелата во првата македонска фудбалска лига, Вардар се наоѓа на 2-та позиција, додека Работнички на 6-та позиција. Во следниот прилог ќе ги дознаете најдобрите клубови од Македонија кои се рангирани на ниво на Европа. Најдобриот фудбалски клуб во Македонија е Работнички, кој ова лето заработи 1800 индекс поени, па така од 281-то скокна на 250-то место од околу 500 рангирани клубови во Европа. Добрите игри и одличните резултати, секако и пласманот во плејофот во Лигата на Европа, на Работнички му донесе напредок на листата на најдобрите 500 клубови во Европа. Настапот во второто квалификацијско коло во Лига шампиони на Вардар му донесе 1300 поени. Вардар сега се наоѓа на
291 место, што е скок од цели 49 места. На ниво на држава, Македонија ова лето собра 1500 индекс поени, па така со вкупни 6000 поени се најде на најновото рангирање според УЕФА на 40-то место од вкупно 54 земји. Вчера во спортската сала Јордан Мјалков се одржа првото коло од Суперлигата во пинг-понг. Интересно градско дерби помеѓу екипите на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев и шампиони ФА. Вчера во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип се одигра првото коло во Суперлигата во пинг-понг, каде што се надпреваруваа екипите на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип и минатогодишниот шампион во Суперлигата, екипата на шампиони ФА, исто така од Штип. Во повеќе од 4 часа игра во ова прво коло победи пинг-понгарскиот клуб на Гоце Делчев со резултатот 5:4. Интересно градско дерби и одлична игра покажаа младите пинг-понгари на Гоце Делчев. Од екипата на Гоце Делчев се надпреваруваа Кристијан Станојковски, Костадиновски Филип, Петар Костовски и Саздов Игор, а од екипата на шампиони ФА се надпреваруваа Сашко Богатинов, Филип Ладеновски, Александар Кралев и Зоран Димитриевски. Во второто коло пинг-понгарскиот клуб на Гоце Делчев ке се надпреварува против екипата на МЕЦ од Скопје. На стадионот Бело Брадо во Штип вчера се одржа меѓународен фудбалски турнир на пионери во организација на фудбалскиот клуб Брегалница. Успешно реализиран меѓународниот турнир во фудбал за генерација 2004 и генерација 2005 во организација на пионерско-младинската школа на фудбалскиот клуб Брегалница Штип, кој се одигра вчера на стадионот со вештачка трева Бело Брадо. На турнирот настапија повеќе од 200 дечиња, поделени во две групи по 5 екипи и играа секој со секого по 25 минути. Победник во генерацијата 2004 е екипата на фудбалскиот клуб Вардар од Скопје, додека второто место го освоија екипата на фудбалскиот клуб Форца, исто така од Скопје. Во генерацијата 2005 победник на турнирот е екипата на фудбалскиот клуб Вардар од Скопје, додека второто место го освои екипата на ФК Форца. Најдобрата македонска тенисерка триумфираше на Фјучерс турнирот во Бол Хрватска, со што ја запиша 10-та турнирска победа во двојки во 2015 година. Најдобрата македонска тенисерка пак Лина Ѓорчевска успеа да триумфира на уште еден Фјучерс турнир во игра на двојки, овој пат во Бол Хрватска. Ѓорчевска и Маријана Дражик, кои беа втори носителки во мечот за титули, ги добија Менди од Холандија и Јулија од Германија со 2:0 во сетови. Ова за 21 годишната македонка е вкупно 25 трофеи во кариерата, поточно 10 во дабл во 2015 година, со што се очекува да забележи нов напредок на ВТА листата. Вчера се одиграа надпреварите од 8-то коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница со 3 постигнати погодоци и ја победи екипата на Турново. Вчера се одиграа надпреварите од 8-то коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница го совлада Хоризонт Турново со резултат 3:0. Ангел Нацев во 11-та минута донесе предност за штипскиот тим, а Велковски на почетокот на вториот дел постигна уште еден погодок. Сигурниот триумф го закити со гол од пенал Здравков во последните моменти од мечот. Шкендија и Вардар ја продолжуваат трката на врвот, откако славеа победи на денешните дуели против Силекс, односно против Работнички. Резултати од првата лига од 8-то коло. Вардар Работнички 2:1, Младост Царев двор Шкупи 0:2, Металург Ренова 1:0, Шкендија Силекс 3:1 и Брегалница Хоризонт Турново 3:0. Моменталната табела изгледа вака: Шкендија е на врвот со 21 поен, Вардар 20 поени, Силекс 13, Младост Царев двор 12, Шкупи 11, Брегалница 9 поени, Работнички 7, Хоризонт Турново 6 и Ренова и Металург по 5 поени. Четири победи на домакините, една победа на гостите и еден нерешен резултат е билансот од петото коло во третата македонска фудбалска лига, коло кое што вчера се играше широм стадионите во Истокот. Високи победи од 3:0 забележаа фаворитите Беласици и Академија Пандев, кои што ги совладаа тимовите на Работник и Напредок Здраве Радово.
Интересен натпревар се играше во Штип во локалното дерби помеѓу тимовите на Баби и Карбинци, натпревар во кој домакините славеа со 3:2. Дерби натпревар се играше и во Радовиш, каде екипата на Плачковица, моментално првопласираната екипа во првенството, го совлада Осогово со резултат 2:1. Гостинска победа славеше тимот на Овчеполе, кој што во Македонска Каменица ја совлада Саса со 1:2. Единствениот нерешен резултат беше постигнат на надпреварот помеѓу Слога и Брегалница, кој што одиграа 1:1. Вчера се одигра второто коло во ракометната лига на шампиони. Екипата на Вардар се надпреваруваше против екипата на ПИК Сегет. Вардар ја забележа втората победа во вториот настап од новото издание на ракометната лига на шампиони. Црвено-црните вчера вечер во спортскиот центар Јане Сандански го победија ПИК Сегет со 27:23 за делба на првото место на табелата во групата Б со Рајан Некар. Првото полувреме заврши нерешено 11:11, а победникот беше решен на почетокот на второто полувреме, кога Вардар заигра агресивно во одбраната и направи серија од 5:1, што се покажа како пресудно за конечниот исход. Игор Караджик со 5 погодоци беше наефикасен во победничкиот состав, а на голот се истакна Арпад Штербик со неколку одлични одбрани од вкупно 15, во моменти кога неговиот тим ја создаваше предноста. Кај унгарскиот состав, Јонас Калман со 6 голови беше најдобар поединец. Во следното коло Вардар гостува во Шведска, кај Кристијан Штат. Утре и во среда ќе се одиграат надпреварите во второто коло во Лигата на шампионите во Европа. Минатата недела беше одиграно првото коло во Лигата на шампионите, во која најголемото изненадување го направи хрватски Динамо, кој пред своите гледачи успеа со 2:1 да го победи фаворизираниот Арсенал. Најмногу голови во стартната рунда постигна Кристијано Роналдо, кој успеа 3 пати да ја затресе мрежата на Шахтјор. Рома и Барселона одиграа нерешено на Олимпико со резултат 1:1. Челси конечно најде противник за да победи. Сините го совладаа Тел Авив со 4:0. Во другите надпревари, Валенсија на свој терен беше поразена од Зенит со 3:2. Баерн со убедливи 3:0 победи кај Олимпијакос. Леверкузен со 4:1 славеше над Бате. Гент и Лион одиграа нерешено со 1:1. Со реми заврши дуелот помеѓу Динамо Киев и Порто со резултат 2:2. Англиските екипи лошо ја отворија и оваа сезона во Лигата на шампионите. Јувентус, кој имаше лош старт на сезоната во Серија А, го победи Сити во Манчестер со 2:1. Реал Мадрид со убедливи 4:0 го совлада Шахтјор. Роналдо постигна хет-трик, а 2 од 3 гола ги реализираше од пенал. Славеше и вториот тим од Мадрид. Атлетико со 2:0 победи на гостувањето кај Галатасарај. Севилја со одлично второ полувреме го совлада Менхенгладбах со убедливи 3:0. ПСЖ со 2:0 го победи Малме. Волсбург ЦСКА со 1:0. Бенфика со 2:0 беше подобра од Астана. Веќе утре и во среда не очекуваат нови возбудувања во второто коло во Лигата на шампионите.